Драги ученици, јас сум Јованка Велјановска, наставник по математика во Основното општинско училиште Кочо Рацин од Прилеп. Во втората наставна единица од новата тема геометрија и решавање на проблеми ќе се запознаеме со четириаголникот и видовите четириаголници. Цели на денешниот час се: ученикот треба да препознава и опишува четириаголници и ученикот треба да класифицира според аглите, должината на страните и паралелноста на страните. За да се запознаеме со четириаголникот, започнуваме со решавање на првата задача. Задача 1. Нацртај многоаголник со 4 темиња и означи го. Како го викаме овој многоаголник? Почнуваме со решавање на задачата. Дадени ни се 4 темиња: теме А, теме Б, теме С и теме Д. Поврзувајќи ги овие темиња, А со теме Б, теме Б со теме С, теме С со теме Д и теме Д со теме А, се добива многоаголникот А, Б, С, Д. При тоа воочуваме дека многоаголникот има 4 темиња А, Б, С, Д, 4 страни, страна АБ, страна БЦ, страна СД и страна ДА и 4 агли, и тоа агол кај темето А, агол кај темето Б, агол кај темето С и агол кај темето Д. Што мислите, ученици? Како го викаме овој многоаголник? Многоаголник што има 4 страни и 4 агли го викаме четириаголник. Забележавме дека страните и аглите се основни елементи на четириаголникот. Па според нив, четириаголниците ги именуваме според својствата на страните и аглите. Откога се запознавме со четириаголникот, продолжуваме со разгледување на неговите видови. За да ги откриеме видовите четириаголници, ја решаваме втората задача. Задача 2. Воочи ги четириаголниците на цртежот. По колку пара паралелни страни има секој од нив? На цртежот ни се дадени 3 четириаголници. Но забележуваме дека овие четириаголници се исцртани помеѓу 2 паралелни прави. Прво го разгледуваме првиот четириаголник, паралелограмот. Забележуваме кај него дека е исцртан помеѓу уште еден пар паралелни прави. И со тоа забележуваме дека паралелограмот има 2 пара паралелни страни. Потоа го разгледуваме трапезот. Трапезот е исцртан помеѓу еден пар паралелни прави и според тоа заклучуваме дека има само еден пар паралелни страни. И на крај го разгледуваме трапезоидот, кој, иако е исцртан помеѓу паралелните прави, забележуваме дека тој нема паралелни страни.
Според тоа, според заемната положба на нивните спротивни страни, четириаголниците ги делиме на паралелограми, трапези и трапезоиди. Поединечно ги разгледуваме и ги дефинираме секој од видовите четириаголници. Паралелограми се четириаголници што имаат два пара паралелни страни. Во оваа група паралелограми спаѓаат квадратот, правоаголникот, ромбот и ромбоидот, односно паралелограмот. Во втората група четириаголници, наречена трапези, тоа се четириаголници што имаат само еден пар паралелни страни, спаѓаат трапез, рамнокраг трапез и правоаголен трапез. Во третата група, наречена трапезоиди, тоа се четириаголници што немаат паралелни страни, спаѓаат делтоидот и трапезоидот. Оваа поделба на четириаголниците можеме да ја забележиме или воочиме на следниот сликовит приказ, кој ни говори за четириаголникот како многоаголник и за неговите видови. За дома. Пополни ја табелата со својствата на четириаголниците. Во табелата ќе забележиме 4 колони и тоа. Во првата колона ни е даден видот на четириаголник, станува збор за квадрат, правоаголник, ромб, ромбоид или паралелограм, рамнокраг трапез и делтоид. Втората колона е колоната агли, во која треба за секој од видовите четириаголници да запишеме какви агли има и колку. Дали се тоа прави, остри или тапи агли. Во третата колона, должина на страни, треба да запишеме дали четириаголниците имаат еднакви или не по должина страни. И во последната колона, паралелни страни, треба да запишеме за секој вид на четириаголник колку паралелни страни има. Ви благодарам на вниманието и ви посакувам успешна работа.